Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за мајкот. Оваа наковална датира од 1920 година. Се наоѓа во последната за најчиска работилница ковачница во населбата Кошишта. Му припаѓа на мајстор Рамис Зейнел, кој својот занаед го наследил од таткото Усеин. Звукот на кувањето полика замира. Во Охридската чаршија одамна не се слуша звукот на кувањето. Од трите ковачки работилници, каде што некогаш работеле врвни мајстори ковачи, денес нема ни една. На новото време засега му пркоси единствениот охридски ковач, мајстор Рами Зейнел од Кошишта. Секирите, соровите, ножевите, мотиките и лопатите, кои некојаш рачно се изработувале со ковање, денес се помалку барани. И во работилницата на мајстор Рамис ударите на чеканот и на ковалната од ден на ден стануваат се потивки. Се случува со денови да не го запали огништето и никој да не влезе во неговата работилница која ја наследил од татко му Усеин. Само пред 2,5 децении пак татко му со честна работа го подигал своето семејство од овој занает. Мајстор Рамис со носталгија се сеќава и раскажува за овој занает и за поранешните мајстори ковачи во Охридската чаршија. Кемал беше кабуланта на чошот, мајстор Куртиш беше, Кошишта беше мајстор Бечир, уште двајца имавме кај Каледжине Марин, имавме тука Лутфи и Куртиш. Те се починати, може да има 50 години, најстар, и не, тројца бе, и Јусуф. Од Кечинарот, кај што се Марин, Каледжиена, тука има и тројца бе. Тројца ковачи, од десна страна. Тие беа најстарите ковачи, мислам. И беше, тие јас овие што ги паметам, а другите што беа постари, Аси, мислам Аси беше, Крџамија и тројца беа онамо кај фабрика на Братство, а постарите не ги памтам. Овие ги памтам. Негде се починати, Куртиш е почина негде 67 година кај Марин, онде Каледжиена, од десна страна, Лутфи, исто тој се Бргу, татко му, мислам татка му го познам под порано, јас ко детиште и Јусуф исто и тоа, овие беа најстарите. Крџамија беа Асип и онаму кон Братство беа Сами, татко му, тие по-стари, мислам и од Амита татко му ковач беше. Само не знам како се вика на времето, мислам, други нема. А работа имаше тогаш доста. Се рачун негде во Охрид беа тројца, четворица, 7 души, 8, 9, 10, негде 12 души ковачи во Охрид. Како што ја ги знам. 12 души. Рами Зейнел, ковачкиот занает го наследил од татко му. Својата животна приказна ја враќа назад во 60-тите години од минатиот век во своето рано детство.
Јас започнав уште детиште од 10 години, 11 години, 65 година, 5 оделење. Од тогаш почнав ко детиште, мерак имав, бевме двајца браќа, тој не сакаше. Иначе, мене ме трна ово, мислам, ова занат. И плюс работев ко бравар, мислам, во ЕМО. 40 години во ЕМО бе. После, од работа кој идев овде со татко ми работев. После 2 сатот до 4, 5, 6, зависи како летно време. Семејството Зејнел потекнува од Ресен. Татко му Усеин во Охрид доаѓа во 50-тите години од минатиот век. Се оженил за охриѓанка и тука основал семејство. Рамис раскажува како тој единствено од семејството го изучил занаетот и го наследил татко му. Дедо ми, стриковци двајца беа ковачи. Тие, и сега, јас што знам, дедо, па можда и другиот дедо, дедо таму, како да ви кажам, тоа ти. Друго што да ви кажам, сега последен сум јас, од брачеди, немам никого, тие не научија, завршија на школа, лимарска работите едниот, толку. Другите не, брат ми не, јас сам останав сега. Иначе редовно, баш сум регистриран, од ко почина татко ми од 2002 редовно јас се водам дуќанот овде. Вредниот Рамис покажал интерес и почит кон занаетот. Уште кога бил дете паднали првите работни задачи со кои татко му го воведувал во тајните на занаетот и употребата на алатите. Тогаш татко ми даваше да направам резина ковачки, почетокот. Можда, ево има неколку резина тие ковачки, не, да виткам, да и направам тие после, тек постепено чукање и така. Алати не се на ковалната, лештите, чеканот, доволно меп како викет. Тоа е, моментално сега имаме полесна работа со апарат за заварување, на времето се вареше на оган. Тоа занад не го научив да заварање, природно варање. Тоа не научив, бев мал. Иначе се вареше на времето природно, на оган. Тоа беше ковачко варање. Секој занае, така и ковачкиот има своји тајни. Место Рамис открива која е најважната техника која треба да се знае во овој занает. Си приспомнува и за своите рани почетоци и колку често грешел во обидите да изработи некој предмет. Кога загреш, пример, овде се дава, секалите, калење, на секирана. Тоа добива некоја боја, таму ние знаеме која боја треба да се дава. И зато, или било секачи, или ове хилтои не се што бушет на камен, и тие треба и да се калет. Ако не знаеш како се калет, то фактички се кршат. Материјалот за обработка на тоа зависи, према се секира кој ќе направиш, или сор, или било што, треба тоа водана како треба да се кали. Тоа е работата. Тоа, ако не знаете вода како се дава, тоа пример да речеме се за сакирање. Едно малај на дрво ќе се скрши, ако не знаете да му да вода. Татко ми не саме еднош имам сгрешено, почетокот, код детиште, не знаев како да ја точам Тесла или Сјепар, како викате вие, мислите како секирана, ама тоа не е така како што. Тоа треба од една страна равно, па од другата маце на кос теслена. Тоа е нешто. Друго ништо.
Мајстор Рамис завршил и браварски занает. Почнал да работи во некогашниот стопански гигант ЕМО. Во прво време немал намера да биде ковач. Подојав 74 година од војска и татко ми вели еден ден мора да полагаш. Тој, јас му кажам, што ќе ми е? Имам браварска, работам во ЕМО. Работев таму. Почеток бев до ко работник, мислам, по Пресине, после бев реглер по Алатине и до крај, до 2002 година. После отвори, пак одев до некоја година, ама нередовно така. И дур се затвори, така се водев таму. На времето покажало дека Рамис не сгрешил што го послушал советот на татко му. По цели 3 децении мирување на неговата занаечиска диплома, сепак еден ден се нашол во ситуација да ја употреби. Еден ден ќе ти се најде, ќе ти ја баре. Не рекол. И тој сам појде во општина, документи не ми направи и другиот ден ми вели оди да полагаш. Појдов на полагање, тогаш беше мајстор Асип, најстариот мајстор Крџамија што беше. И кај него полагав, имаше комисија, Крсте беше председател, неколку жени, таму им 5-6 жени, и не знам други кои беа. Иначе тој ми дадоа да направам тогаш на времето енсор. И ме прашаја свеж, за тогаш имаше, уште имаше за волој, за орање, со ораја, после трактори не накнадо изделува. И ме праша колку, све, како се витка, како се прави. Тоа беше прашањето, како се кали. И сорот е направив, баш мислам го зеде председателот Крсте. Тоа рече, ова ќе стои кај нас, добро. И тоа беше. Значи успешно го положивте. Да. Па можда негде 45 минути можда што ме прашува тоа, полагање тоа. И велам ја, па куво што ме потера, татко ми да полагам. Иначе брат ми не сакаше да ова занат дека е тежок. Гнаси не лакат се, гнаси ми се прави. Продолжува животната сторија на мајсторот, како денес се прилагодува на новото време. Рамис во сеќавањата не може да не се наврати назад во минатото. Сега моментално се спремаме, дека зимно време ние немаме работа никако. Сега за март месец се спремаме сорови, мотики, потковици, налчи, како викате. Сега зимно време маши, лопатчина, тие работи, секири за кляпање, нови и стари. Тоа поправка работа е. Во Охрид земјоделијана не се работи, струга се работи. Сами таму негде уште неколку години и таму ќе прекини некако. А мајстори сме таму што продаваме во струга тројца. Двајца се од Дебар и тие останаа тројца, само двајца идат од Дебар што нема работа и тие и јас тројца сме сабота што одеме по пазар. Иначе овде нема жив човек не влепите во Охрид. Татко ми имаш уште двајца работници. И тие работеа овде, му плащаше надница на времето, дека трактори тогаш на времето немаше. Све се работеше со волој, со коњи, орање, рач. И мораше да се спремат од ноембар месец па до март да му беа готови материјали, да речеме ралници или емеши, како викаат некој, дикли, мотики, тие ги правевме готови, тогаш, татко ми, до март месец, крај или март месец да му беа спремени.
А сега со еден пар емеши од трактор ќе помини 3-4 години. А тогаш се трошеше повеќе, дека тој што ќе ораше денеска цел ден со волбој или со конј, не можеше повеќе од 1 хектар да ора цел ден. А сега со трактор може да 5-6 хектари да орат. Да. Ето, повеќе тогаш се работеше земјоделија, со сега никој не работи. Така стоят нивјето, неработени, да речем за Охрид. За струга повеќе се работите. Струга. И повеќе се барет. Повеќе се барет. После Савана се малце побогати таму. Му треба се моментално за кучиња на собци, што за пас, мислам што одет. И молат кучено да го има тоа, иначе се магла ке што има. Тај најпоќе волкото и се што има магла. И ако го има ова кучено, тој немој да го фати, ова му е заштита. И овие ги правиме. Исто за кучина, за краови, за столка. Исто и овие ги правиме. Исто. Пазарот и барат за сега цело зимо лежи. Мислам, стокана и мора да очешла, да ги чистите. Иначе овде во Охрид нема, пак ќе ви кажам, Охрид столка нема. По села на Стручки не има. Ќе направиме 10-15 и за цела година. За овие исто и така. Немам работа сега и ќе направам, сега се барет, зимно време и така. Друго нема ништо. Лелеки, мислам, во Охрид не купуват по села на лабуништа, Октис и Боровец, тие се купуват, Велешта, села на Струшкина, а во Охрид не. Тие малине куклените за деца, тие што ги купуват таму, а во Охрид никој не купува. Ковачкиот занает има сезонски карактер, а заработувачката денес е многу мала, вели мајсторот. Ковачите имат работа од април, 1 април, до јуни месец. После се прекинит и почне негде августот пак, до октомври пак немаме зимно време, немаме работа. 6 месеци имаме, после немаме, сезонски. Тоти. 6 имаме, 6 немаме. Дека зимно време сега никој не вет пополено да работи. Сега ќе почне крај на март за чистење таму, тревишта, трни, саројне јаволке се спремани за чистење, мотики, ашофи, тие ковачки работи ги правиме. Сега што мал влезе кинеска роба кај нас и тука мал тие се поевтини, ама не се квалитетни. Како ние што ќе направиме, мислам ковачина овде во Охрид или било кој, тие се све шкарт. Кинеска роба, тие се гусени, не се челични, што и ние работиме, работите наши, да речеме секирана од федер, било или сор од федер, мотики, не увај се, тие се за една употреба и фрлие. Тој што се разбират, знае што да купи. Тој што не се разбира, гледа кај што е поевтина и ќе го плати 2 пати. Под налетот на новото време, занаетот од ден на ден опаѓа. Немам никај да одам, немам како времето го губам овде, огнот нити не е запален, денеска никој не е влезен. Нема, кај немаме кај да одиме, се седиме овде, времето го губиме. Работа сега моментално немат, од април месец нешто малку ќе почне тоа. Моментално во Охрид нема, во Струга ниеден немат, Струга ковачи, во Ресен двајца се и тоа пензионери, преку 80 и нешто години, само данок ние плащаме во Охрид. Другите градови не плащат, Дебар, Битола, Скопје и таму има неколку двајца, тројца и нема ковачи други. Што останаа.
Сега не знам там около Източна Македонија дали има, нема, не знам до там. Планирам уште една година да работам, да земам пензија и поќе не работам. Ќе си седам. Мајсторот кажува и што е најтешко во овој занет. Најтешко е за цел ден, але не знам колку пати ќе окревам од чекан од 2 кила. И рацете ме болет. На денеска можда да речеме кој ќе имам работа, можда 100 пати, 200 пати ќе окренам од чекан. Рачуни се и тоа е. После работиме со прашина. Тоа ти. И избегавај деца, никој не сака. Има еден внук му реков, дојди да те научам, не сака. Од брат, не сака. Брат ми не научи, не сакаше ни тој на времето. Само мене ме потера. Има волја да гледам и да се научам. Сепак не се жали што во животот бил дел од ковачкиот иснав. Не. И тоа сум задоволен и сам радосен, како да кажем, дека го научив. Иначе што ќе правев? Не можам да бидам богат, ама живот можем да поминам. Тоа. На времето мислам или се. Сега моментално овие 2-3 години нема работа. Прекина сосем работата. Иначе од 2002 ако почнав имаше. Ама сега нема. Не работат. Младите се модалија. Охридските ковачи го празнуваат како свој заштитник Свети Атанаси на 31 јануари, но тоа не е случај со семејството Зејнел. Во Ресен татко ми не го славеше или дедо ми. А овде охриѓани што го слават ковачине дека биле по села на Дебрча, Белчишта и зато. И останало тоа традиција. По села на мислам Дебрча, Белчишта, Лешани работеле на времето и зато тоа му останало и го славе се Атанасов ден. Иначе во Ресен не. Вие лично го славите? Не. Купувачите на рачно изработените алати денес се поретки. Од време на време работилницата го привлекува вниманието и на странските туристи. Најповеќе в занаетот што идат холанѓани од Турција. Овие се најповеќе. Можете да гледате фотографии, некако кај ви се. Тие се. Овие се. Кои гледат, ми велат шукли нешто работи и тоа ме сликат, ме снимат цело време. А од Турција не почи дека имате и водич. Имате и холанѓанин водич. И си седете, оде цело време, 15-20 минути ќе ме сниме. Мајстор Рамис вели занаетот не пропаѓа само заради новата технологија, туку и заради промена на животните навики на луѓето, а повеќето млади не сакаат да учат занает. Па не се работи за неделијана, не се заинтересирани луѓето да работат. И после сега да речеме тоа на времето ора тогаш ви кажав дека ора со ово со кој се трактор ќе се земат при мен, ќе си купите еден паре меши за орање и ќе помине 4-5 години. И за тоа. И сега технологија од напред. Никој не посакал да го учи занаетот ево Дурста? Не, никој не сака. Има сега
Ововна ни има похвалница од општина, ми дадоа, Коковач. Но нема никој. И ми рекоа само да научам некој. Реков не. Ќе ти платиме председателоше за начина Сашо. Не рекол. Зошто не припатите? Секој не се примат овде. Ќе чука, ќе ме удри по раце, ќе... И затоа. Секој не. Ко не, ќе дојде некој, да речеме некој, што се не се разбират, ама тие други не се проложат на школа одец. Муцот е тука, заначе учит, електромашински, голачи има сега. Да. Нова занат не одет никој. Во ковачкиот занает место Рамис нема наследници. Неговиот син Алберто завршил високо образование, магистрирал во Швајцарија и денес живее и работи со семејството во Соединетите Американски држави. Рами Зейнал не е оптимист дека ковачкиот занает уште долго ќе трае. Мајсторот предвидува дека ковачкиот занает ќе згасне за 3-4 години и ќе замине во историјата како и многу други стари занаети кои ги прегази времето. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за мајкот нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.